Добар ден, ученици! Добре дојдовте повторно во училницата. Ќе работиме и денеска математика за 6-то оделение, а јас сум Снежана Хатличка, наставник по математика од Основното училиште Браќа Миладиновци од Куманово. Секако пред себе имајте тетрадка и прибор за пишување, за да можеме заедно да работиме. А што е тоа што ќе го работиме денеска? Ќе зборуваме за бројни низи. Овој поим за вас е нов и да видиме кои се целите што треба да ги постигнеме денеска. Првата цел е да знаеш што е тоа бројна низа и да ја препознаваш кога ќе ја видиш, сретнеш. Понатаму, да умееш да одредуваш непознати членови во низата, ако е дадено правилото по кое се менуваат членовите. Значи, да употребуваш правило што е дадено за редење на членовите во низата. Ако е дадена низата, пак да умееш да го откриеш правилото за следен член на низата. Овие работи ќе ги постигнеме денеска, да видиме најпрви што е тоа бројна низа. Бројна низа е подредено множество од броеви, каде што броевите ги поврзува некое правило. Кога ќе сретнеш бројна низа, броевите во низата се нарекуваат членови на низата. Еве една низа. 1, 3, 5, 7, 9 и така натаму. Сигурно ќе препознаеш дека ова е низа од непарни броеви, каде што следниот член се одредува со правилото секогаш додај 2. Додај 2 или зголеми за 2. Така што ќе можете да го одредите и наредниот член во низата. Ако на последниот член 9 го додадете 2, тоа ќе биде бројот 11. Ако на 11 додадете 2, ќе го добиете бројот 13, што ќе биде следен член. И така натаму. Забележувате дека членовите во низата се со растечки редослед, затоа што секој нареден член е за 2 поголем од претходниот. Еве уште една низа. 24, 21, 18, 15 и така натаму. Во оваа низа следниот член се одредува со правилото одземи 3. Значи 24 минус 3 е 21 и така натаму. Ако сакаме да го одредиме следниот член, 15 минус 3 е 12, па потоа наредниот член е 12 минус 3 9 и така натаму. Оваа низа пак гледате дека вредноста на броевите опаѓа. Значи е опаѓачка низа или низа со опаѓачки редослед. И сега да научите нешто. Дека кога низата е со растечки редослед, тогаш додаваме или множиме во правилата што треба да ги знаете. Ако е со опаѓачки редослед, тогаш одзимаме или делиме. Еве примери на кои што ќе можете да видите како се одредуваат членовите во дадени низи. Со помош на даденото правило одреди ги членовите што недостигаат. Значи по правилото подели со 2,
Под Б помножи со 2 и одземи 1. Потоа, втора задача. Најди ги следните членови во низите под А и под Б. Ние ќе тргнеме, значи, со ред. Од првата задача под А. Подели со 2. Значи, ние гледаме дека во низата имаме зададени два члена. Првиот и вториот не се познати, третиот и четвртиот ги знаеме и следните два се непознати. Значи, треба да ги одредиме членовите што недостигаат. Правилото е подели со 2. Значи, да одиме на следните члени. 6 поделено со 2 е 3. 3 поделено со 2 е 1,5 или 1,1 половина. Значи го користевме правилото подели со 2. Сега да ги одредиме претходниот член на 12, така што кога одиме од десно налево, значи ја извршуваме спротивната операција. Наместо подели со 2, помножи со 2. Значи 12 по 2 е 24, односно 24 по 2 е 48. Сега, ако проверите со правилото подели со 2, ќе видите дека низата е добро подредена. Задачата под Б. Помножи со 2 и одземи 1. Значи, истовремено треба да множиш со 2 па да одземеш 1. Членот што е даден е 3. Значи, 3 помножи го со 2, 6, па одземи 1, 5. Сега, 5 помножи го со 2, тоа е 10, па одземи 1, 9. А 9 помножи го со 2, 18, па одземи 1, 17. Така ги одредивме секој нареден член. Ајде сега, значи, потребно е да го одредиме претходниот член или првиот член во низата. Значи, ќе одиме од десно налево со обратните операции. Значи, наместо одземи ќе додадеме 1. 3 плюс 1, 4. Наместо помножи ќе поделиме со 2. Значи 4 поделено со 2 е 2. И ако направиме проверка, значи 2 помножено со 2 е 4 плюс 1, 4 минус 1, 3. Па 3 по 2 е 6, минус 1, 5 и така. Така ги одредивме членовите и во оваа низа. Да одиме сега на втората задача. Најди ги следните членови во низите. Значи, овдека имаме две низи во кои недостасуваат некои членови. Значи, секој следен член ќе го најдеме, така што најпрви ќе треба да видиме по кое правило се менуваат членовите во низата. Под А можеме да забележиме дека секој нареден член е за 2 помал од претходниот. Значи, одземи 2. 10 минус 2, 8, минус 2, 6, минус 2, 4, минус 2, 2. Така ги одредивме членовите на низата под А. Сега одиме под Б.
Значи 10, 15. Значи 10 плюс 5, 15. Плюс 5, 20. Плюс 5, 25. Плюс 5, 30. На овој начин ги одредивме и членовите во втората низа. Се надевам дека беше јасно и дека овие работи ќе можете да ги примените во следниве задачи, што ќе треба сами да ги изработите. Првата задача. Значи, во следниве низи одреди ги правилата за следен член во низата. Еве, две низи по кои ќе треба да ги одредите правилата. Правилата запишете ги во тетрадката, така што ќе можете да го стопирате видеото, потоа да продолжите кога ќе бидете готови. Ако сте готови, тогаш да видиме како требаше да одговориме. Низата под А ќе треба да важи правилото зголеми 5 пати или помножи со 5. Зошто? 1 по 5 е 5, 5 по 5 25, по 5 120. Со ова правило ќе можеме да ги одредиме и наредните члена. Под Б, члената е со опаѓачки редослед на членовите, значи намали 2 пати или подели со 2. 160 поделено со 2, 80, поделено со 2, 40, поделено со 2, 20. Значи, првата растечка низа зголеми, односно помножи со 5. А втората, со опаѓачки редослед, намали или подели со 2. Се надевам дека вака или слично одговорите на задачата. Еве втората задача. Вториот член во една низа е 10. Правилото за следен член во низата е подели со 2, па одземи 3. Одреди го првиот член на низата. Земете си повеќе време, така што ќе го стопирате видеото. Ако сте готови, тогаш да го видиме одговорот. Ако одговорите дека првиот член е 26, тогаш точно одговорите, затоа што вториот член е 10, а првиот, за да го одредиме, треба да одиме од десно кон лево со обратни операции. Значи, наместо одземи додади 3, наместо подели со 2, помножи со 3. Па ќе добие 10 плюс 3, 30, помножено со 2, 26. Значи, првиот член на низата е бројот 26. Доколку точно одговоривте и на двете задачи, тогаш честитам за тоа што заслуживте значка за одлично извршена работа. Да видим што е натаму. Значи, наставната единица ќе ја најдете на 151 страна во учебникот. Таму на истата страна имате и задачи за вежбање. Вие изработете ги задачата 1 и 2, а можете да се потрудите и околу задачата 3. И тука е
крајот на часот, до гледање и се гледаме наредниот час.